Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во видеолекцијата наменета за учениците од трето одделение по предметот Општество. Јас сум Милена Сибиновска, одделенски наставник во Основното училиште Андреја Савевски Чичиш, Тетово. Денес како наставна содржина ја имаме културните традиции во мојата татковина. Цели кои треба да се постигнат од оваа активност. Да се запознаат со поимот традиција, да ги прошират знаењата за културната традиција на својата татковина, да развива и негова чувство на припадност кон својата татковина. Што е традиција? Традицијата е пренесување на културното богатство од минатото. Таа треба да се почитува и негува. Традицијата на еден народ е олицетворение на сето богатство што може да ја презентира една земја. Во нашата татковина, таа овозможува да се зачува, негува и афирмира културниот идентитет на нашиот народ, бидејќи македонското творење има бесценета вредност како културно обележје. Нашата татковина е земја во која минатото оставило скапоцени траги, а сегашноста уште повеќе го разубавила и оплеменила. Народното создавање на песни, приказни, обичаи, носи, ора, занаети и архитектура го сочинуваат фолклорот, односно македонското народно творештво. Фолклор, односно народното творештво. Народното творештво кај нас има богата културна традиција. Тука може да ги кажеме музичкото народно творештво, народни песни, ора инструменти, ракотворбите, тука се бројуваат носите и везовите, занаети, грмчарство и филиграни, како и архитектурата, куќи и манастири. Носијата. Носијата е наредна облека и секој крај има своја карактеристична носија. Народните носии во Македонија имаат многу вековна традиција. Тие се дел од материјалната култура на македонскиот народ и представуваат значајна гранка од народното уметничко творештво. При обликувањето на народните носии, главното место го имала жената, селанка, бидејќи целокупната активност речиси ја имала самата таа, почнувајќи од педењето на суровините, бојосувањето на пеѓата, изработката на ткаенините, конструкцијата на кројот, шиењето, до украсувањето и китењето. На сликите може да забележиме, односно да видиме носии кои што се карактеристични на некој крај од нашата татковина. Продолжуваме со занаетот. Тука ќе го споменеме грмчарството. Грмчарството е занет од вековната македонска традиција. Овој традиционален занет, што успеа да преживее векови на предизвици, се негува и денес. Грмчарските садови се изработуваат од глина. Во минатото со грмчарство се занимавале сиромашните семејства. Грмчар бил и Кочо Рацин, еден од најголемите македонски поети. Како други занаети може да се споменат и којунџиите, занечиство кој што се занимавало со изработка на накид од злато и сребро, како и други благородни предмети. Чевларството. Занечиите се занимавале со изработка на чевли, со поправка на чевли, потоа филиграните, техника која што од жица, сребрена, златна се изработувале разновидни предмети. На сликата може да забележиме изработка на грње од глина, како и готови изработени грниња. Продолжуваме со македонските народни ора. Те имаат важно место во македонскиот фолклор и музичка традиција. Македонските ора се бројни и разновидни. Нивните имиња се изведени од имиња на места, лични имиња, занаети, животни, инструменти, видот на орото, начинот на држење и обичаите. На сликата може да видите
и примери од наши македонски народни ора. Македонските народни инструменти. Тие начелно се делат во следниве групи на традиционални и ориентални инструменти. Гајдата, кавалот, шупелката, дудукот, зурлата, двоѓанката, разните видови на тамбури, тапанот и дајрето се сметаат за традиционални инструменти. Тарабуката и дајрето, тие се сметаат за ориентални инструменти и обично се составен дел од ансамблите. На сликите имаме неколку вида на инструменти. Може да забележите инструмент тапанот, зурлата, тарабуката, потоа кавалот, тамбура, македонска гусла. Како што напоменавме, тапанот, зурлата, тамбурата, кавалот, тие припаѓаат на традиционалните музички инструменти, додека тарабуката и дајрето се ориентални инструменти. Традиционални јадења. Тоа се оние јадења што се пренесуваат од колено на колено и се карактеристични за една држава. Едно од најубавите наследства кои ги имаме се традиционалните неповторливи рецепти, од месено и тегнето до варено и печено. На сликите може да забележиме традиционални јадења како што се тавче гравчето, зелникот, качанак, сармата, а исто така имаме и трпеза, богата со стари традиционални јадења. Архитектурата. Архитектурата е вештина на изработување нацрти и обликување на градби, која стои и како уметност и како наука. Самиот производ, градбите, вклучувајќи ја и внатрешноста на градбите, исто така представуваат архитектура. Таа содржи секакви градби споменити од културно, историско и религиозно наследство на нашата татковина. Може да забележиме различни изработки на куќи, имаме манастир. На сликите може да се забележи и куќа која што е изработена во минатото, а тие се изработувале од камен и кал. Потоа имаме слика на манастир и слика на градба на куќа малку во посовремено време. Задачи кои што треба да ги реализирате вие дома. Потруди се да напишеш рецепт од некој традиционално јадење, а потоа залепи фотографија или нацртај слики од повеќе традиционални јадења. Потруди се да научиш некоја народна македонска песна и потоа нацртај го инструментот што ќе го препознаеш во народната песна. Ви благодарам на вниманието и до гледање до следната видео лекција.